Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, судот, овој суд по заимена кривичниот, на најбрутален можен начин ги прекршува законите во случајот Топлик, заедно со обвинителството и директорот на Агенција за катастар, назначен од Зоран Заев, Борис Тунџев. Судот одобрува класичен судирни интереси во случајот Топлик и уште еднаш покажува и докажува дека единствена намера има политичка пресметка преку судските органи. Државната комисија за спречување корупција јасно и недвосмислено се произнесе дека има судирни интереси и дека Борис Тунџев не смее да изготвува вешти мислења поврзани со било кој предмет, бидејќи е директор на катастар, има судирни интереси е спротивно на Законот за спречување корупција и судирни интереси и Законот за катастар на недвижности. И покрај законите, Тунџев втор пат ја злоупотребува својата службена положба во случајот Топлик по нарачка на Зоран Заев, бидејќи ова вештачење би требало да биде единствен доказ за да може судот да ги осуди обвинетите во овој случај. Нормално преку ова незаконско вештачење. Почитувани, се обраќам од пред судот да потенцирам уште еднаш дека власта и судот класично го девастираат и девалвираат правосудниот систем со тоа што власта му дава незаконско вештачење на судот од директор поставен директно од нив, од власта, каде што судот треба да ги осуди обвинетите на незаконски начин со незаконско вештачење. Судот не смее да го прифати ова вештачење, а ова е и дециден став на антикорупцијската комисија која што се произнесе по ова прашање. Треба да заврши времето кога кадија те тужи, кадија те суди. Уште еднаш сакам јавно да ја повикам Државната комисија за спречување на корупција согласно нивните надлежности, а во врска со мислењето кое што веќе го имаат издадено, веднаш да превземат действија против Борис Тунџев за прекршување на двата претходно кажани закони, како и против судскиот совет кој го отфрла мислењето на антикорупцијската комисија. Уште еднаш ја повикуваме и целата правосудна фела, народниот правобранител, како и сите организации кои што ги следат реформите во правосудството, будно да го наблюдуваат овој предмет, бидејќи овде станува збор за пример како не треба да функционира судството и пример за флагрантно кршење на сите, ама баш сите права на обвинетите. Правосудниот систем се девастира систематски од страна на оваа власт. Ова мора прекине и мора конечно судот да почне да работи согласно законите. Благодарам.